се трудев тоа да бидат строги дефиниции, да не влегувам во некое суопарно објаснување. Ки кажам дефиниција, но секогаш и додавав дека во меѓувреме ќе стекне свој сознание и дека има безброј начини на кои што ќе може да дознае повеќе за нешто што интересира. Па така и дозволив да купувам списание Браво Girl и Тин Шема. Тоа се списанија за тинејџери кои што навистина, јас прво нормално ги прегледав да видам како ги третираат одредени теми и потоа заклучив дека навистина многу подобро може да и се објаснат некои појмови отколку што јас ги го направам тоа како мајка. Нормално своето искуство го додавам на оној по спонтан начин со цел да почувствува дека секогаш и во секој момент може да ме праша и да ми каже тоа што е начин. Би се надоврзала тука. Оно што мене ми беше најбитно и сега гледам, значи плодовите од моето воспитување, беше фактот да го научам да ја почитува жената. Значи од секога само што почна да расте и да се повеќе да се интересира за тие машко-женски односи, му зборам дека жената треба многу да ја сака, многу да ја почитува, дека љубовта треба да ја негува и во оној момент кога ќе се влюби, кога ќе има и прва девојка и втора и така натака, мама да не ја спомнува. Мама е најубава и најдобра нормално, како за секој дете. До тој момент, додека не почне да се излегува со девојки, после тоа викам не. Тој толку тоа си го забележал кај него, а мислам во неговото мозоче, што сега ме вика, дали ти ќе навредиш мојата жена? Викам, никогаш. Добро, те држам за збор. И не смеш, треба да внимаваш како се однесува со мојата жена. Сега тој почна да ме учи и тоа е добро. Значи, моето воспитување се рефлектира така на него. Јас цврсто стојам, еве јавно зборувам дека навистина би сакала мојот син да ја стави својата жена на пиедестала. Јас ќе бидам најмалиот проблем во неговиот живот. Сега ќе се закачат уште 5-16 девојчиња. Сушто сето она што ние како девојки на нашите дечковци не сме го посакувале за себе. Да, тоа го посакувам и за мојата снага. Значи, ја никогаш нема да ја доживувам како ривал, напротив, како моја ќерка. И не треба, бидејќи среќата на вашиот син е најбитна, да. Апсолутно, тоа е безусловна несебична љубов. Ватко обично ќерките се поблиски со татковците. Почувствуваш ли такво нешто, дека се врти на кај тебе повеќе или се уште со мајката? Она се врти претерано со мене. Она е што се вика по 24 сати со мене. Таа е израз на сова, со одеше на подеднакво е со нас. Така да подеднакво е со двајцата. И многу е блиска со мене. Значи од како се појави на свет, онака од бебенце кој излезе, ја бев и присутен на самиот пороѓај, од како излезе од мајка и до ден денес. Беше присутен? Да. Не пану не свес? Тоа е за мене најсреќниот момент, најубавиот момент во мојот живот. Па еве љубов. Тоа нема ништо побаво како излезе од мајка и кога си ја фатив таква уште беа поврзани со врвцата, која е гушнав, тоа беше за мене најубавиот момент, навистина во мојот живот. Чиста поезија. Ќерка ми, човече, ќерка. И толку сме блиски со нејзе, немаме никакви табу теми, све решаваме, никакви тајни нема помеѓу нас. Како се снаоѓаш, еве сега зборуваме со значи еден од најдобрите, можеби најдобриот текстописец. Ја постојано кажам кога Џокси ми ја даде песната Златни жици, јас се најажив кога ја прочитав. Како во ова време кога текстовите колку се побанални, толку се покомерцијални, поприсутни во нашето општество. Како еден поет, текстописец се снаоѓа на таа тема? Дали ќе се искомерцијализираш и ти ќе пишеш цуп-цуп веверица, мала ти е халјеница, испод неја веверица, Огнен сигурно нема да го пишува тоа, затоа што е човекот со... Тешко, мислам дека нема тоа да се случи никогаш. Иако последниве години секогаш најчесто кога ќе ми дадат некоја композиција, затоа што најчесто пишувам на готова музика, најчесто ми викаат само немој поезија, те молам, дај нешто по-обично, по-секојдневно. Што, како се вика тоа? Ако не е поезија, како се викаат тие текстови? Тралала? Стихови од секојдневниот живот, така ги дефинираат. Што по-едноставно да било и да немало поезија. Да не се чита меѓу редови, туку... Да, директно. Сега мојот успех во сите тие песни е пак да некако да им подметнам поезија. Со лаги везам тишина од сон до сон, со вино полнам празнина, пак сум прашина, црни птици и бело поле како кошула, златни жици најстар штим и дим.
На копно варам светилник од бол до бол. На зидот тропа часовник, мојот паметник. Драги жени и љубов цвитка на копрашалник. Златни жици Божи глас и јас, и јас. И каде после овој сон да побегнам, кога ти преду сенки бурбуни љубов водиш. И во таа навидум едноставност тие да мислат дека е едноставен текстот и тие зборови, а сепак по тоа да има нешто друго. И тоа се обидува највеќе 20 години. Затоа се текстовите на Огнен најубавите текстови. Затоа и ве покане заедно за се Со поврзете. метафори, компарација, јас ќе ви запеам еден. Огнен е автор Не знам на дали ќе се сети на Огнен. првите два на албуми, комплетен автор, скоро сите текстови се Скоро негови. сите текстови се на Огнен. Да. Зиви ги пееш со посебен пиетет, предпоставам, ајде Како запеем. судбина ти ме казни, ти ме остави, да ме лијат дождови, да ме плашат години неспокојни, неспокојни. Пројде младоста и така натаму. Браво, Тоа Силвија. како да научам да не мислам тоа е на малку тебе. Кој вика дека успешно Пак не ги, вестерска. да ги подметнали. Да. Он успешно, Убавите зборови. се уште успешно ги подметнува версите и нотите и љубовта. Но важна е интерпретацијата, значи тоа е како Али ќе и кој ќе текстот. го живее, зашто имаше многу текстови за Тоше Проески. Можеш нешто за нив да ми кажеш Јас така? најголемиот комплимент како поет, како автор, го добив од еден од најголемите поети на Македонија, што воопшто ги родил Анте Поповски, кој пред некои десетина години, кога беа актуелни сите тие хитови на Тоше Проески, ми честита и кажа дека сум успеал во сите тие текстови да дадам многу повеќе поезија од некои македонски самите поети поети. во целиот свој опус. Така да тоа беше за мене голем комплимент што сум успеал во својата И намера. навистина е така. И навистина е така. Еве малку сега од следниот прилог ќе видиме какви се љубови. Има неправилна множина љубов, има низ историјата од невозвратена љубов. Во име на љубовта се абдицирало, се оставале круни, се воделе војни, се пиело отров, се фрлало под воз. Следниот прилог.
вака малку филмски се раздвиживме. Љубовта е мокина. Значи, таа не препознава вера, разлика во години, нација, религија, ама буквално ништо. А вие можете баш да проговорите на таа тема, нека искрено. Да, па бидејќи е љубов, нели? Едно од најголемите и највозвишените чувства што човек како живо битие може да почувствува и да ја манифестира. Мислам дека иако има безброј величенствени, волшебни примери во животинскиот свет, сепак ние малку повеќе се разликуваме од нив, токму по тоа што тоа можеме да го обликуваме на вистина многу убав начин. Не препознава ни боја на кожа, нити национална припадност, ниту убавина вистинска или да речеме, мада јас чврсто стојам дека грдо не постои. Значи све зависи со кои очи го гледате. Така да вистинска љубов е токму тогаш и таа кога нема такви граници, кога не ги распознава и кога не ја кочат и кога не ја спречуваат, нели? Вистинска љубов. Космополитски сте расположени во воспитувањето на Деа. Апсолутно. Така е како што кажав, како излезе од стомакот од мајка и останува за цел живот така, со едно космополитско размислување. Каков дечко ќе си? Дела сака црнец да си има. Сака црнец? Сега во моментот црнчињата и се така симпатични и таква фаза има. Јас во мојата фамилија имам, реагираме на тоа и така. И Влатко и јас сме мешовит брак, но во мојата фамилија има безброј примери со мешовити бракови, значи имаме буквално од секоја можна националност по една невеста кај нас. Е богата фамилија. Богата, така. Би сакала да можете некогаш да присуствувате на некоја наша фамилијарна забава, да видите колку е тоа убаво. Тоа е микс на српски обичаи, германски, италијански, па имаме брат ми, например, кумови му се персијанци и слично, да не ви кажем, имаме италијанка, имаме тајванка, сега најнова знање од Тајван, русинка. И да не набрајам, ќерка ми вели само уште ни фали уште едно црнче. Јас се само можам за црнец. Викам добро, зошто да не? Твој избор. Поне Сонја, мислам дека сте различни по карактер, ако ми дозволите. Обично велат психијатрите дека во бракот за да опстане треба сродни души. Ние велиме во секојдневието спротивностите се привлекуваат. Каде се пронаоѓате вие во овие две дефиниции? Спротивни сте, се привлековте, па сега се одбивате, како оди тоа? Па ние сме тотално различни характери. Така да веројатно ја оправдуваме тезата дека спротивностите се привлекуваат со тоа што во некој момент љубовта не привлекла и не споила. Како? Што тоа некој друг знае да одговори.